И официјално влогот за Малдиви може да започне на Скопскиот аеродром. Марта нормално јаде. Добро вечер. Добро вечер. Добар ден е позади. Да. Леле, брат мој. Еј, замислете колку време немаме снимано влог. Сме заборавили. Значи, влогот ќе трае сигурно повеќе од 20-30 минути. Наредниве 3-4 дена ги спојуваме заедно да гледате како се поминуваме во Малдиви или на Малдиви. На Малдиви, поише со острови си. Имам сега простор во авион да се едуцирам малку повеќе за местото. Прв пат одиме нормално. Голем поздрав до Jungle Tribe. Прават една убава тура, склоп на инфлуенсери или јавни личности од повеќе балкански држави и верувам дека ќе се забавувате со нас. Само што слетавме во Истанбул, ова е еден од најголемите аеродроми во светот, ако не и најголемиот, не знам. Пишете во коментар вие ако знаете повеќе. Тука сме сега некои 2 часа. Ќе вечераме, ќе седнеме нешто да се одмориме. Јас сум многу изморен, најискрено дечки. Последниве 9-10 дена турбо. Двата подкасти се снимија. Триумф почнавме да ја снимаме и некако ме стига уморот. И мислам дека ќе го преспијам цел пат до Малдиви. Туркиш, перфектни авиони, многу удобна вожња, гледавме филм, се како што треба и не знам, едва чекам да снимиме, ќе биде супер. Кај треба да идеме? Кај треба да идеме? Не знам. Како леташе? Многу убаво. Со Значи, филмче. не беше муабетов да снимиме, туку да стигнеме. Толку многу сум уморен, брат мој. Ке се снајдеме ли ја и ти на овој свет. Иначе најинтересната работа е што сами патуваме до Малдиви Аеродромот е огромен. и утре во Малдиви фактички ќе стигнеме еден ден, сме сами. Сум добро комуникација, сме нормално, поддршки имаме целосно и од луѓето од Македонија и од Србија. Меѓутоа интересно е кога патуваме вака сами. Авантурчиц, Very fun. very fun. Adventure time. Горе до adventure. Имам стајано во ранец листови, историја за Малдиви, некои интересни факти, така да имам час да научам нешто за Малдиви, за Ништо не да научи да се. спиев. Еве Марта турист. Еве мало делче како изгледа. Што би си купила? Не. Поинтересно е што би ми купила. Што би ме купил? Газда. Еве, ова. Малку час по историја, додека го чекаме авионот. Сега е околу 1,5 по турско време. Они се 1 сат пред нас, 12,5 би било кај нас и се качуваме, имаме околу 8 сати пат за да стигнеме во Мале. Мале и оттаму со глисер некои 30 на минути дома во Шеви се историја. Значи Малдиви, островска земја која се состои од 26 атоли во Индискиот океан, југозападно од Индија и околу 700 км западно од Шри-Ланка. 26 атолски групи на Малдивите содржат во себе 1192 островчиња, од кои околу 280 населени, 200 со домашно население и 80 со хотелски комплекси. Значи комплекси имаат хотелите. Каков човек. Браво сте. Има поинтересни Ајде сега работи. лайк и сабскрајб еден ставите. Пале многу на Jungle за тоа што не викна и ќе ви снимам нешто се од потот на тоа. Ајмо. Еве што ќе гледам јас, тоа е треба довршено преска. Јас исто. Имаме перничиња и толку пат од 8 сати. Ај честито. Добро утро. Стигнавме? Да. Еве кај сме. Еве колку е сат тука. Кај нас би било околу 9,5 са вајле, тука е 12 и 13. Ајде дали ќе најдеш кај сме? Можам да Кај сме? замирам. Кај сме, Марта? Ајде, Марта. Овде. Каде? Иеј, браво. Дај си рука. Браво. Каква е состојбата кога ќе пристигнете? Сега треба да се качиме во ова. Времето е сончево, но со ветар. Какви се твоите први впечатоци? Веќе да му се фрлам. Феноменално. Ти си веќе феноменално од кој си роден. Пардон, лета 200 на сат. Не е добро. Ова е спарно, топло, но тоа е пентат. Не е добар. Како ви се живее, брату? Живееме. Да.
бевме луди од пат. Леле, што е ова? Шишо. Ау. Сакате да видите? Единствена работа е што овој дел од годината е малку променливо времето, значи не врне, ама е облачно денеска. Сега по временска прогноза кажува дека ќе почне со сонце, ќе излезе сонце за ден-два. Се надеваме дека тоа ќе биде утре за веќе да го искусиме вистински. Многу е добро што сме во Мафуши, значи ова не е ресорт, туку е градче, кое што има многу интересни ствари. Значи од текот на влогот ќе ви ги покажам сите, значи лично сакам малку авантура, колку си моко си цуц-муц, од се по нешто да ставиме. Марта веќе се влезе во фон, да се преселиме така. Да. Гледайте. Може да се преселиме, Шичо, джангл, фала ви што постоите. Плажи, топ, ново место. Нема пули. Сега правиме мала пауза, реално толк пат. Колку има од 8,5 тренов од Скопје, сега е 2,5, значи по наше би било 11,5, 3 сати е разлика Малдиви со Скопје. Долг пат, имаме се едно сат и пол, 2 да одмориме сакам и после тоа ќе ве запознам и со водичот од Србија и тој малку повеќе ќе не прошета низ цело ова градче и ќе ви каже многу повеќе работи. Оставете во текот на влогот, оставете лайк и сабскрайб. Ајде, добро утро. Вчера ви кажав дека ќе ја прошетам низ градот, меѓутоа одлучив да не ја земам камерава, за да видиме прво ние каков е и да не се долови од прилика како изгледа Мафуши. Многу интересно градче, навечер исто така многу интересно да се види. Денеска доаѓа и Лекси или цели свет на Инстаграм, тоа е дечкото кој што ќе ни покаже многу работи, со него ќе одиме и на тури, така да мислам дека со него ќе биде поинтересно да се види и нели подобро прво човек да го види место, ова после да ви го покажува, така да денеска понатаму во влогот ќе видите многу повеќе работи. Денеска како што гледате малку излезе и сонце, топло и убаво е, така да ние ќе одиме сега да се попањаме, па после се гледаме. Идем се проблем со камерава е што денеска време е перфектно. Моментално идеме на некој ручек и после ќе одиме да пецаме риби. В принцип сами си го ловиме ручекот или вечерата за денес. Hi my friend. Nice bike. Hello, how are you? Very ¿Cómo good. estás? You are from here? Yeah. How do you live? I live, eat, sleep, enjoy the sea, repeat, okay? Е од прилика уличка како изгледа во Мафуши. Ќе ви покажам малку покасно, ќе ве прошетам низ градот. Оние ресорти што ги гледате и плажите кои што се со трикизна боја и видите во вториот влог, а сега за сега сме во градче кој што е интересно да се види, барем за сега мене ми е окей. Марта, ти што ќе кажеш, дали ти е окей? Да, денес е удобно. Тука се гради нешто. Денес е окей, да. Вчера врнеше и затоа подобро денес да ви го покажеме место. My friend, please tell my people here that I will be alive after this. Can we die or not? Стой. Yeah, it's okay. Че има окей, нема добра потушува ви може. Driving is very easy. Diving is very easy. Yes. 15 minutes later, битно е во животот да бидете позитивни. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the Please subscribe for this channel. shit that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. Can we die? Yeah, we can die. We can die. We can dive, not we are dying. Die for die. Дали ќубреве не знам. Чекајте се да ве запознам со еден дечко. Ајде, добар ден. Господа, добар дан, добродошли на Мафуши. Цели свет. Yes, sir. Јас знам дека си популарен и кај нас во Македонија. Апсолутно, да. Кажи ми што правиме денес? Danas idemo da pravimo mehuriće, ne pravimo probleme, otkrivamo podvodni svet. Jednu novu dimenziju na Mafuši, na Maldivima. И треба да ни кажеш за Мафуши малку повеќе. Hoću, Ali pokazno. sad ću da napravim, svima ću da objasnim otprilike šta ćemo da radimo, kako izgleda dan. Може. Jeste u balansu svi? Popadoše novinari. Ljudi, dobrodošli na Maldive, na ostrvo Mafuši. Pripremite se narednih dana, lepo je vreme na Tirkiz, plavu boju, ljubav, osmeh i slobodu. Danas ćemo ići na ronjenje. Mnogi se pitaju zašto na fotkama pokazujemo ovo. To je u ronjenju znak da je dobro i vama će biti sigurno dobro. Ono što je bitno je da se opustite. Jedina važna stvar za ronjenje, never stop the breathing.
Uživajte, dobro je za dušu, za telo. Mnogi kažu da deluje i kao psihoterapija. Idemo da se igramo sa ribicama. Make bubbles, no troubles, one love, God bless. Dobrodošli na Maldive. Yes! I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love and see life do what you want. Не издржав, ме фати страв. Марта отиде, сите отидоа, само ја не успеав да отидам. Не знам дали сте почувствувале некада, ама кога немаш контрола врз своето тело, се дише све окей, значи не зимајте пример од мене, ама едноставно јеби. Брате, дали си разочаран? Ne, nadam se da ti nije bilo suviše strašno. Мислам дека само јас не можам. Ili ćemo da vidimo, za sad deluje da se ljudi snalaze dole, da. Добри се. My brother, why I was scared? Why I go out? But you wasn't with me. You didn't I die mean, with me. yeah, I know. I'm Okay. telling you now that I didn't go. So, what are your first thoughts about that? You have to try it again. Really? Yes, tomorrow. That's It will champion. be much more easy. That is Believe champion me. mentality. You have to. Okay. You have to try it again. Сега ќе збориме со капетанот, the captain. Yes. Captains. What's your name, my friend? My name is Abo. Where do you live? I live in Mafushi now. Mafushi? Yeah. How do you like the city? I really like the city. Do you know Macedonia? Macedonia. No, I You didn't. didn't heard. Гледате колку не знаат. Make this. This. Yeah. This is a sign we are saying, okay, not like this. Он ни кажува ментално, ако одите на нуркање, не смеете вака да кажувате, затоа што тоа значи нагоре. If you are doing like this, that you are saying you want to go up. Yes. If you are saying you're bad, you are going for down. And if you're doing like this, That's you're okay. okay, can you say one word on Macedonia? Обединета Obedinata, Македонија. Macedonia. That's my friend. Let me hug you. Yes. Како иде сад? Objedinjeното od Makedonija. Едно е јасно. Спиење вечер ќе нема. Немало журки на Малдиви. Еве. Ајмо! Колку сум изгорен, брат. Леле. Чао. Интересно е што тука не се стужи алкохол. Имало некој бродчиња на кој што можеш да отидеш да си пиеш и бил као не поскап, меѓутоа како диско што е у Скопје. Така да ќе слушаме со Марта ваква музика цела вечер изгледа. А нема да има алкохол. Прв. Мала прошетка. Кадеме сладолед. Братот ги зема сите девојки кај него, значи продавајте сладоледи. Што ќе јадеш? Cheesecake. Чизкейк. Така изгледаат иначе улиците на Мафуши. Да знаете. Воопшто не е како што гледате Малдиви на слики и на интернет. Мислам во Мафуши. Меѓутоа и ова е убаво да се види, луѓе. Реално и ова е доживлеј. Узел си ми све паре, брате. Dobre pare, ajde pare, lepi. Можеш да ми кажеш како да освојам ја жене као ти? Bakir Pederu. Бакир Петрук. Реци људима, где да доđu, како се ти зовеш твоју фирму да једе сладолед? Dobar sladoled, this fruit, ajde. Не разбраме. Еве ви како изгледа улицава за шетање, во принцип во Војстил е самиот град. Значи се вика Мафуши, ви кажав неколку пати. И ова е градче во кое што може да се дојде. Времето се менува многу често. Значи са бајле, видовте, беше сонце, пред малку врнеше, затоа се мокри улициве. И моментално не врни, е супер. И оно што е многу добро, според мене, е што се многу љубезни. Значи стварно, јас сум воодушевен од љубезноста на луѓето. Ајде, добро утро. 8:30 тука или 5:30 во Македонија. Денес ќе имаме на репертоарот доста работи, многу убаво времето. Ќе пливаме со ајкули, тоа ќе го видите на дронска снимка. Се надевам дека денеска нема да бидам пичка и дека нема да се исплашам од водата. Сум гледал на видеа. Ти? Сум гледал на видеа, мене ми изгледа супер тоа. Дали ќе успеам или нема да успеам, не знам. Друга работа што сигурно ја гледате е колку сум ја изгорен. Се мачкав со алоe вера. Како и да е, уште еден убав ден спојуваме во овој влог. Тераме дале. Не заборавајте да ставите лайк и subscribe за да се трудиме ние и да биде како што треба. Вие не знаете колку е напорно да носите камера по сите овие бродови, реки, долини, планини, мориња, океани.
сами може да видите каква е Божјата. Баш добро расонување за сите пари. Ако продолжи улогот, значи дека сте преживеале. Како е? Добро е? Вака треба. Вози компири, братот. Is it safe, my brother? Yeah, safe. You will not die? Многу биле дружелюбиви. Леле, и треба да пливаме со нив, човече. Се надевам денеска дека ќе успеам. Дека нема да ми се деси тоа од вчера. Значи треба во принцип да легнеме со Марта и да не ги мрдаме раците и нозете затоа што им биле интересни прстите. Што значи дека имаме перај на нозете, ама со раците треба да внимаваме да не мрдаме. Леле колку се. ОМГ. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be. Нема боље искуство. Дели? Да, многу јако. Те Сите до- пливате со ајкуле. Те допираат као нешто лигаво, ама Да, лигаво и као со буцки има кожата некако. Значи поентата е само да не мрдате со рацете и нозете ви се заштитени со пераи, така што целосно сте заштитени за да немате никаков проблем. Сакам пак. Секој ден уствари да пливаме се. Не, што е доста и многу? Гледаш? Ево е веќе друг филм. На некој остров сме, моментално, и тука сите девојки треба да бидат облечени, нешто да имаат на себе, забрането е да бидат со бикини заради тоа што такви се правилата, знаете. Ова е муслиманска држава. Инаку треба да ги видиме овие, не знам како се викаат. Чекај да ви долу. Пишете у коментар како се викаат. Лелеј, многу јака ствар. Е, тука, например, плажата е многу убава. А јас верувам дека кога ќе одиме на резорт ќе биде уште поубава. Тука е веќе чисто. Баш е онака тропски. Многу убава плажа. Добре? Да. Како е? Сад би био врхунец да некој пита али има јежева овде. Има ли ежеви тука? Сега ќе бидеме малци инфлуенсери. Да ви покажам што прави дечко, озбилне теме, може би го знаете. Озбилна скаламерија, брате. Како е? Озбилна. Добре. Само да не потону Малдиви док сме още ту. А што преш? Правим документараc o tome da li će potonuti, odnosno kad će, ali izgleda da imamo još malo vremena. Потонат или не, што мислиш ти? A ja se nadam da neće. Ali ako hoće, bar smo ga videli na vreme. А се збори дека за 7-8 години од сега, нели? A neće, baš za 7-8, Ne? pretera ga. Колку? Pa do 2100. Ali mislim, имате време ima тоа. vremena. A pazi, do 2050. većina će već biti ono da ne možeš da dođeš uopšte. Znači, tipa 85% će da potone već. Како да ти стават subscribe? Like, share i subscribe na ozbiljne teme obavezno. Hvala, brate. Ништа, брат. Добро, интересно. Ја негде прочитав дека за некои од островите, а не целост, дека за 7-8 години веќе некои од островите кои што се моментално и популарни да се посетат, самата вода ќе ги потопи. Додека имаме малку време на плажава да се прошетаме, ќе ви кажам еден интересен факт. Доселениците на Малдиви, фактички првите луѓе кои што се доселиле на овие простори, на почетокот не користеле пари, значи немале пари, туку наплаќале со школки. Ова не се школки што ги држам јас, ги собравме така со Марта ми прават за анимација. Значи се додека не се појавил султанот Алгази Мохамед, кој што направил сребрени монети, тука на Малдивите се плаќало со школки. Инаку, мислам дека 1983 година се воведува руфијата, тоа е официјалната валута за плаќање тука во Малдиви. Е сега, околу тоа што е главната гранка за заработка, мислам дека е очигледно дека е рибарството. Не знам, над 100.000 тони годишно се ловат тука на Малдивите и најмногу што се лови е туна. Со тоа што најголем дел од самата риба се носи во Шри-Ланка и на таков начин тука работи населението, заработува, преживува, иако мислам и сами гледате по самите снимки дека не се многу богати. Иако имаат вакви тропски убавини кои што се стварно преубави.
прошетката, убавините ги видовме. Малдивските острови се стварно прекрасни. Гледате како се живее во Мафуши, ова е некој стадион кај што играат фудбал. Мислам дека сум во влогот, меѓутоа јас сум најфасциниран од љубезноста на сите луѓе тука. Иако баш со Марта правевме муабет, ако сакате да прошетате навечер, буквално е како бразилско гето. И ви дело како знаеш што ќе се деси, уствари луѓето се прељубезни. И сега реалноста е таа, ако веќе уплаќате и сакате да дојдете на Малдивите, дали сакате само ресорт или сакате да видите една ваква приказна. Ние имаме среќа малку да видиме и вакво нешто, а малку да видиме и како е во ресорт, тоа ќе го видите во вториот влог. Сега, ако веќе се одлучите да доаѓате тука, најдете решение за спасот изгореници. Јас сум лом, се ме боли, моментално одиме во аптека. Те ми рековте по Инстаграм да купиме алоe вера, меѓутоа не знам. Сонцето не делува дека е толку силно затоа што има ветер, а верувајте дека е многу силно. Ајде аптека. Како изгледа аптека во Мафуши. Hi, we want to buy something for sunburn. Yeah, aloe vera or something. Do you have? Or you can suggest something to us. It's okay to film? For my vlog, for my YouTube channel? Say hi. Hi. Што не препорачуваат. It will help us, right? Okay. As you say, let's buy it. Just joking, my friend. Марта е главна. 60 рупи. Мислам дека се околу $3 тоа. Имаме долари. $4. Thank you very much. Кај иде живот, јас се режурим. Како што ви кажав, луѓето се стварно многу љубезни, препријатни се, што и да се случи ќе ви учинат. Ова е болницата. Значи, ако нешто ви се случи, не дај Боже, има и болница. Убаво е место ова, дечки. 3 times per day. All body? Full body. Workout. All body. Ајде, добро утро, ден 4. Денес што ќе биде ствари, колку е топло луѓе. Ветер денеска скоро па и да нема, мислам горе воопшто нема. Сега има еден проблем. Марта е изгорена. Сега што ќе правиш? Ќе сидиш по ценка. Куфер си. Нема излагање на сонце. Душа. Јас сум изгорен, ама ја терам. Вчера ми е многу подобро со таа кремата што ја земав и алоe вера мачкам. Не знам, мислам, ме пече, ама све е окей, што знам, терам. Денес ќе имаме екскурзија, одиме да видиме желки, од ние големите желки. Ќе видиме како ќе се поминеме, јас си минам да доручкувам, а Марта стандард не доручкува. И ве водам со мене уште еден прекрасен ден. Инаку еве, сите што зборат дека тука врне постојано, нас не се погоди времето, се окей овие 4 дена, денеска е перфектно. Веројатно ќе биде еден убав, топол, сончев, летен ден. Добро е, не се слуша ништо, знам. Како е? Добро е. Сите коментар, добро е. Како беше муабетот? Нема да врне. Како се менува време, ова е страшно. Дали ги виде ајкулите? Ајкулите? Да. Да? Rekao je Filip da je vidio ajkule, ja sam pobjegla u brod. Stvarno? Da, ozbiljno. Јас не ја видов. O, mala je jebote, ali kreću se u jatu, pa valjda moja i mama tu negdje, bježi. А желките? Too young to die. Желки, знаеш што е желка? Želki? Знаеш што е желка? Šta? Meri, uzmi mobil, sve sam ga isprskala. Како се каже код вас корнјачка? Корнјачка. Turtle, kornjača, da. Kako se Turtle, kaže? kao mi smo i tu stranci. Желка ти е корнјачка. Ozbiljno. Не знаш. Željka je kod nas Željka. ime, ali kod nas je Željka ime. Sad je... Željko е код вас име. I Željko i Željka. Željka? Аха. Еве нешто ново научите. Гледате моментов што се дешава, е истура. Какво е времево, човек. Вака не беше прошлиот 2 дена. Гледате сега. Ја кажете ми дека е нормално времево. Значи буквално 5 минути помина. Што ќе кажеш за времево? Mi smo prošli fantastično što se tiče vremena, s obzirom da kreću kišni monsuni na Maldivima, ovde, evo, 3. dan kako imamo i više nego što nam je potrebno, što se vidi. Изгорео си, а? Jesam, И сви смо. Da, kao trudim se da ne mislim na opekotine i da me boli, jer kao, jebote na Maldivima si sad, pa ko zna kad. Малку времето ни се расипа и ама капка е. Марта ме носи на ручек, полека бе кажи им, кај ја носиш сега? Во Мелон ресторант. Значи, сакавме да видиме, малку да прошетаме низ градчета
И да ви кажам искрено, со Марта сме малку стрекни што денеска вака се случи со времево, што нема толку јако сонце. Како? Да не гориме више. Шега на страна, стварно сме изгорени двајцава и никако ни дојде убаво овој момент. Сега идеме да пробаме нешто што има тука. Марта не сака да експериментира, јас ќе видиме нешто ако има традиционално би сакал да видам. Позадина ги гледат уличките на Мафуши како изгледаат. Се надевам дека ќе го погодиме местото. Еве, треба да се облечеме пред да влеземе. Овде ќе влеземе. Микс на азиска со европска храна. Не остави thanks for filming. Еве да видите како изгледа. Баш е пријатно. It's raining outside, yeah. We can go inside. Tell me something about the restaurant, please. Yeah, normally this restaurant is like a European restaurant with mix of Italian food and delicious Asian foods. Okay. What is the best to eat here? Yeah, it's normally it goes with steaks and all like lobster, seafood will be mostly selling restaurant here. Is it spicy? Yeah, it will be no spicy. No at all. spicy? Yeah. Фала Богу. Thank you. We will see. Нешто друго да видиме, само што да, малце е врнето, ама све е окей. Беше сладко. Го погодивме за ресторанов, значи имаат и пица, салати, морска храна, супи, се и се што. Мој совет, кога дојдете во Мафуши, апсолутно прошетете, најдете ваков ресторан, затоа што рестораните кои што се од самиот хотел, доколку не ви е вклучен полупансион, имате полупансион, нели ќе треба да седнете да јадете, се малку поскапи, например таму каде што едевме беше бургер околу 9-10 евра, долари. Тука како што гледаме, например, нудли, кои што се со морска храна дополнето, со околу 6-7 евра, значи 15 рупи ви се 1 долар, а например seafood noodles ви се 100 рупи. 6-7 долари би било вакви нудли. Еве, например, морска храна, ова ви е лосос, 280 МВР, значи тоа би дошло околу 17-18 долари, 20 долари тука некаде. Додуше и у Скопје е толку од прилика. 6-7 долари ви се пасте, значи од прилика е како кај нас. И во маркетите, например, цените ви се од прилика како кај нас. Така да не е воопшто скапо доколку си одберете вака ресторан. Ајде да имаш ќе одбереме. Прва тура пристигна. Ја мислев дека нарачав лигни. Фрска немам што ми донесам. Абе, ракчиња се овие. Ова е лигња. Да? И многу е добро ова. Да. И ракче и лигња. Топ. Чекај. Жмуц. Многу добро. Дали тоа Марта јаде морска храна? Јадам. Лигња е така? Врв. Многу добро. Не била добра храната у Малдиви. Бажи! Не, добро, не ме карете. На Малдиви. Не знам зашо природно ми дојде со време да викам во Малдиви, во Малдиви, во Малдиви. Ке запнеш нешто живот. Нема навика кога сум викал ја во Малдиви, ама така ми дојде, не знам. Кај си брату? Кажеш на дет? Не ти да. Јас си земав нудли со морска храна, свашта има тука, од ракчиња до лосос, до зеленчук. Е, тоа пример не би го јадела. Партали. Многу убаво. Кажеш да пробаш? Не. Ова е Шо е ова? убаво. Ова е паста со томате лосос и пилешко некакво. Или ќе пробувавме традиционална храна, Не цуцмуц. можам јас. Ракчиња можеш. Ракчиња да. Ракчињата ќе ти ги изем. Многу убаво. убаво. Само што го сменив мислењето за храната на Малдивите. Ја. Добро, шпаџети боловнизи. Тоа е тоа. До сега Малдиви 10 од 10. Шала на страна. Перфектно беше све. Топ. Еве каква ни е гледката на вечер од нашата соба. Моментално времето е окей, со тоа што константно си дува ветер. Сега е окей, меѓутоа времето денеска малку ни ги поремети плановите, требаше да одиме на брод каде што се стужи алкохол да направиме мала журка, меѓутоа реално гледано последниве 4 дена беа прекрасни. Го видовме Малдиви од еден друг агол и видовме сите убавини кои што ги носи Мафуши. Мене многу ми се свиѓа и градот и атмосферата и луѓето се многу пријатни и храната лично мене многу ми се допаѓа. Се надевам дека уживавте, дека ви доловивме колку толку преку видео, иако верувајте за да искусите вистински треба да дојдете, а преку Jungle Tribe тоа би било најдобро. Апсолутно ви ги препорачувам од срце. Тука го завршувам влогот, ќе ве замолам да не заборавате да ставите лайк и subscribe. Од утре продолжува нова авантура на друго место, одиме во ресорт и да видиме од поинаков агол како изгледаат овие малдивски острови. Се гледаме во друго видео. Чао, чао, фала ви за се. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.